После Никола Димитров потоп, барем според Никола Димитров, Македонија имала погрешна надворешна политика во однос на спорот со Бугарија, вели поранешниот министер за надворешни работи и вице-премиер за европски прашања, но тоа било така само последниве 6 месеци. Пред тоа работите биле подобри. Во моментот кога тој заминал од позицијата, работите станале многу полоши, барем ако можеме да веруваме на неговите зборови. Сепак факт е дека Димитров беше оној кој беше во преговарачкиот тим за договорот со Бугарија, но и оној кој го потпиша преспанскиот договор, кој уште повеќе ги зголеми бугарските барања, кои сега станаа проблем за евроинтеграциите на Македонија. Мора да отвориме дебата како паднавме за 6 месеци од овде до овде. Како дојдовме до вакво ветување за уставот веднаш на почетокот, и тоа од влада, не од Вотртинско собрание, како дојдовме да влезе и тоа ни повеќе ни помалку во кластерот фундаменти оваа тема, и како дојдовме до тоа сега да се надеваме дека бугарскиот парламент ќе го спаси процесот на проширување. Македонија многу подолго од 6 месеци ги знае бугарските позиции и барања, токму Димитров беше оној кој преговараше со официјална Софија, но тогаш беше многу потивок од сега. Го прашавме зошто овие ставови не ги кажувал додека беше на позиција, па реши да не нападне, дека дури 30 пати зборувал негативно за преговорите со Бугарија, дури ни понуди да ни пратил материјали кои ние како медиум ќе ги почекаме. Добро еве се, ние ги знаеме времето на Бугарија веќе подолго време, тоа не се пред месец-два. Вие бевте на позиција на власт допред половина година кога преговаравте со Бугарија. Зошто вие работите не ги говоревте претходно и говорите сега? Ги говорев, можам да ви пратам листа од 30 интервјуа и малку ја вртите темата. Темата не сум јас. Темата е исклучително поважна за нацијата во моментов. Инаку ако сакате со мене да се бавиме, ќе ви пратам 30 интервјуа и мојата работа се гледа во предлозите што доаѓа. Францускиот предлог во моментов е во бугарскиот парламент, кој треба да одлучи за негово прифаќање или одбивање, но според пораките од официјална Софија постојат шанси тој да биде прифатен, бидејќи речисите изразуваат задоволство од него. За разлика од бугарските, македонските власти се уште молчат, ќе чекале прво да се изјаснеле 27 земји членки на Европската унија.